Ке падне ли договор помеѓу владата и просветарите или ќе останат празни училишните клупи? Откако измина рокот кој СОНК им го даде на надлежните во Министерството за образование и наука, утре ќе има нов обид да се договорат двете страни. Председателот на СОНК Јаким Неделков вели оти очекува добра понуда од премиерот Зоран Заев. Се надева дека ќе се исполни предизборното ветување на СДСМ за 500 евра просечна плата, која би ги опфатила и просветните работници. Ние како сектор образование, како дејност образование, очекуваме и нашите плати да бидат во рамките на просечната плата во Македонија, така да тоа влева кај мене оптимизам и мислам дека во текот на утрешниот ден ќе владата и министерството ќе понудат проценти кои што ќе одговараат на нашите поверувања. Неделков не ја исклучува можноста за генерален штрајк во образованието, ако не се исполнат нивните барања. 25% повисоки плати од стартот на следната година. Па доколку се понуда за зголемување на плати кои што нема да одговараат на нашите потреби, на нашите барања, тогаш Советот на СОНК ќе одржи седница на Совет, ќе расправа по понуденото барање и во однос на тоа и ќе донесе своји заклучоци дали ќе се прифати, отфрли понудата и така натака. Ако по тој однос не се прифати предлогот на Министерството, тогаш многу изгледно дека ќе се донесе одлука за генерален штрајк. Досега се одржаа неколку состаноци помеѓу Министерството за образование и СОНК, но не беше постигнат договор. Изминатиот понеделник Министерството од синдикалците побара уште време за пресметки и консултации околу процентот на зголемување на платите. Добија 7 дена и утре треба да излезат со конкретна понуда. Министерот Арбар Адеми вчера во врска со ова изјави оти е оптимист, вели не сака да мисли на лоши сценарија и верува дека ќе се постигне договор. СОНК новата учебна година ја започна со предупредувачки еднодневен штрајк.